То се, ама они беа, како ти кажам, веќе тамо 96-7 некаде, веројатно имаше 2000 граѓански организации разни. И они беа навикнати да им се доближуваат на раздојдели. Ние бевме опозиција цело време, и кај СДС и кај ВМРО. И ден денес Хелсиншки комитет е опозиција. И само во рамките на својата дејност. Хелсиншкиот комитет се појави како потреба во Македонија, бидејќи во годините по осамостојувањето на Македонија се пројави едно големо љубопитство и потреба за човек за концентрација врз човековите права со оглед на искуствата што сите ние ги имавме во претходниот режим, каде што правата беа дозирани, се знаеше колку имаш, колку немаш, нели? Така што ми е драго што можам да речам дека појавата на Хелсиншкиот комитет се појави како потреба за иницијатива за подобар поглед кон човековите права. И интересно е дека во тоа време 93-94 година, а можеби нешто пред 93-та, не ми се сеќавам точно, се појави еден приличен број иницијативи, луѓе. Имаше иницијатива една во Друштвото на писателите, имаше една иницијатива која што ја почнав пред тоа, уште пред осамостојувањето некаде. Таа заврши доста трагично, како што после ми беше кажано. Сето тоа овие момци го однеле во полиција. Имав јас некое писмо до луѓето со кои разговарав. Они копиите од тоа писмо ги однеле во полиција, после тие истите станаа високи функционери, министри, амбасадори, нели, во владата на Лјупчо Ѓорѓиевски, па и денеска се некои од нив на власт. Но како било, беше интересно да се каже дека имаше една опасност да залута работата. Меѓутоа се појави тогаш Фрчковски со форумот за човекови права, заедно со Чокревски, и во тој форум ме поканија мене таму, кај што во некој време бев и подпредседател, ми се чини. Меѓутоа форумот се покажа како организационна форма која не може да задоволи тоа што стварноста го бара. Имено форумот беше, како да кажем, еден вид некаков клуб за човекови права, каде во кој се дискутираат работите. И јас не знам точно како се случи, но одеднаш се сјатија од разни страни. Од една страна се појави Грчкиот Хелсиншки комитет со Панајотис, па се појави Красимир Кънев од Бугарскиот Хелсиншки комитет, па се појави Шведскиот Хелсиншки комитет кој понуди финансиска помош. И така, ја не знам, тоа се случи како насор, одеднаш се најдовме собрани едно 30-40 души кои со интерес за формирање на се кристализира идејата дека да се формира Хелсиншки комитет за човекови права. И така тоа почна. Има една мала анегдота од тоа време, од тој Собир првиот, вак масовен што го споменувам, поширок, во кој овој председател на Шведскиот Хелсиншки комитет рече: ќе имате проблеми, ќе бидете напаѓани, ќе бидете клеветени и не знам што, а јас кој веројатно бев илузионист, нели, се уште реков: не, ние ќе бидеме луѓе кои ќе се бориме за почит во средината во која ќе живееме. И се покажа дека е тоа невозможно. Така, значи, морам да кажам дека помогнаа во голема мера
Шведскиот Хелсиншки комитет, Грчкиот Хелсиншки комитет и Бугарскиот Хелсиншки комитет за формирањето за основањето на Хелсиншкиот комитет. Луѓето кои ме поддржаа во тоа време беше Најчевска, Геровски, Сашо Ордановски, и не знам, веројатно за некој име, Симовска исто така не поддржуваше, она тоа беше времето кога она не беше министер, мислам, беше во тој институтот. И така тоа беше формирано со многу мала поддршка. Мене подоцна ме прашува, оти тоа беше честа појава во разни други средини, во соседни и слично, дали имате заплашувања, заканувања, нели, овие работи што се непријатно се прават. Јас морам да кажам, јас бев во времето на СДС до 2001 година бев председател на Хелсиншкиот комитет, дека во тоа време никакви заплашувања не си дозволуваа да речат. Иако беше очигледно дека дека Хелсиншкиот комитет не им е многу симпатичен, меѓутоа беа толерантни, немаше такви, бидејќи после мене или 2001 дојде Најчевска, што не знам, веројатно се сеќавате и вие во времето Љубе Бошковски држеше јавни говори против Најчевска, викаше, нели, не знам што. Не знам сега што се случува, веројатно. Во тоа време единствено отворени пречки беа некои уличари, би рекол. На улица луѓе ме среќаваа, млади луѓе главно. На улица ме среќаваа и вика, ти си со шиптарите, такви, мислам, непристојности, улични појави. И тоа. Што се однесува до Хелсиншкиот комитет и до мене лично, јас немав никакви колебања за тоа дека албанците треба да ги има, и сите малцинствени, треба да ги имаат оние права кои им се стварна потреба. Тоа беше пред се во сферата на образованието и во сфера тамо кај што можеше да се сретнат со дискриминација, нели. Јас тука немав колебања. Интересен беше уште еден момент кој би сакам да го споменам. Медиумите посебно не ги поддржуваа иницијативите на Хелсиншкиот комитет. Медиумите беа скоро непријателски расположени. Сеќавам во Пулс имаше еден кој е покоен сега новинар кој рече ќе дојде Мето Јовановски со неговите полицајци за човекови права. Мислам, што беше доста невкусно. Се создаваше една слика дека Македонија е нашата куќа, а вие другите сте кираџи и овдека се. До кога ќе ве држиме до тогаш, нели? Такво едно доста карикирано го кажува, меѓутоа не е воопшто далеку од вистината. Ние го Хелсиншкиот комитет тоа го следеше. Јас не можам да ви кажам поединости, бидејќи тоа беше една нон-стоп ситуација во која мораше и да се игра малку, нели, со настапување и отстапување и така. Дотолку повеќе што во еден момент јас добив и порака лично од Киро Глигоров дека не би требало ова со албанците да се кога се случи она во Гостивар, кога влезе полицијата, го блокира и кога министерот за внатрешни
покажа палец на полицајците и им рече браво заедно со Бранко Црвенковски. Јас бев во Брајчино. Меѓутоа од Брајчино отидов во Гостивар. И во Гостивар направив, мислам дека тоа беше најтемелната работа што би, мислам мене ми направи задоволство бидејќи ја направив целосно. Во Гостивар разговарав со голем број луѓе кои ми раскажаа лично како дошла полицијата, што им правеле, како ги терале да го извади кечето па да го лапне во уста да го држи, како ги тепале, ги навредувале луѓето. Тоа е една ретко грда слика. Тоа беше најдолното паѓање на полицијата, би се чини што успеала да го постигне. Една работа треба да се знае. Хелсиншкиот комитет беше активен. Хелсиншкиот комитет се наметна. Хелсиншкиот комитет дојде на првите страници со некои своји потфати, благодарение на тоа што беше упорен во својот концепт за човековите права. Меѓутоа, од друга страна, што следуваше? Следуваше има два настани кои што се големи, кои што албанците ги иритираа, би рекол. Едното е универзитетот, другото е Гостивар. На ниеден јас присуствував на некои состаноци на кои се албанци, македонци, овие функционери од политиката, од власта, нели? Во ниеден момент немаше разбирање. Гулви беа едни за други. Дури јас сеќавам морам да речам, беа во таков однос воеден во оној хотел долу Континентал се држеше состанокот, да не споменувам имиња, мислам, ни македонци, ни албанци. Ја слушам ова што се случува, пази, викам едно време, слушајте, јас морам да ви кажам дека мене ми е страв пред вас да зборувам. Пази, буквално ова, го реков. Мислам дека беше и најче таму. Уште една лајнка имаше таа, дури дојде, тоа добро го направи, како ти. Знаеш, стварно се стана, не викнаа таму на состанок, не смееш уста да отвориш. Бидејќи од една страна министерот за внатрешни, од друга страна шефот на партијата на албанците. И види, тој, ја не можам да разберам дали толку немаше политичар во Македонија, пази, секој можеше да знае дека секој час може да дојде до конфликт. Тоа не беше тајна.